За само една година од мандатот на новата локална власт во Виница за инфраструктурни проекти во општината се инвестирани над 225 милиони денари. Оваа сума е рамна на вкупните вложувања од претходните 8 години, поради што видливи се крупни зафати во изградбата на капитални објекти. Со овие податоци излезе градоначалникот на општина Виница, Ивица Димитров, во отчетот за работењето на локалната самоуправа во изминатиот едногодишен период. При тоа нагласи дека главни приоритети биле намалувањето на задолженоста и изградбата на сообраќајната и комуналната инфраструктура. Во изминатата година извршивме целосна промена на водоводните азбести цевки со полиетиленски на 12 улици со вкупна должина од 3698 метри. Во овој проект вложивме околу 6,5 милиони денари со помош на Министерството за транспорт и врски, со што го подобривме квалитетот на јавната водоводна мрежа во Виница. Во иднина планирано е проширување на филтер станицата во градот, на која треба да се приклучат сите 180 водомери од село Лески на градскиот водовод. Ги поплочивме улиците Крушевска република и улицата Даме Груев, повеќе краци од неколку улици во градот и тротоари на излезот на Виница према Берово. Поплочивме 5450 метри квадрати со бекатон во градот и селата. Инвестиција вредна 3,5 милиони денари обезбедени од буџетот на општина Виница. Ја подобривме и патната градска инфраструктура, асфалтиравме и реновиравме 12 улици. За оваа намена од буџетот на општина Виница одвоивме 12 милиони денари. Го решаваме 10 годишниот проблем со водоснабдување за жителите на село Лески. Ископани се 4 бунари кои треба да ги дополнат капацитетите на постоечките резервоари. Извршена е санација за селскиот јаз под црквата Свети Илија во Блатец. Пробиен е пат за пристапност до Малската чешма во село Драгобрашта, Мало Криворамци. Изграден е потпорен ѕид во село Лаки. Направени се бушотини за вода за пиење во село Драгобраште, Мало Чукарлеи. Го решивме проблемот со бактериолошки неисправната вода за пиење во село Трсино. 730 жители наскоро ќе добијат питка вода со проверен квалитет. Во освртот за едногодишното работење, градоначалникот на Виница рече дека посебно внимание се посветува на унапредувањето на социјалната грижа, како и на подобрувањето на условите за младите. За основците, со помош на Министерството за образование и наука, градиме нова спортска сала во рамките на училиштето Славчо Стојменски. Проектот е проценет на 25 милиони денари. Во подрачното основно училиште Никола Парапунов во село Трсино поставени се 32 фотоволтеечни панели кои ни заштедуваат енергија. На интернатската зграда за деца со посебни потреби во село Блатец поставивме енергетско ефикасни фасади и ја менуваме дрвенаријата. Вредноста на инвестицијата е 33.750 евра. Средствата се обезбедени од UNDP. Нашите планови се да изградиме социјална зграда за лицата од ранливите категории. Овој проект е влезен во финансискиот план во Министерството за труд и социјална политика и очекуваме веќе од првите месеци на 2019 година да почнеме со изградба. Го помагаме и дневниот центар за лица со посебни потреби. На 22 студенти со ниско социјален статус им доделувавме стипендии во висина од 2200 денари со времетраење од 9 месеци. Димитров нагласи оти за развој на спортот и унапредувањето на културата инвестирани се над 2,5 милиони денари. За одржување на комуналната хигиена и за набавка на нов ровокопач за комуналното предпријатие пак се инвестираат повеќе од 5 милиони денари. Градоначалникот на Виница во својот отчет потенцираше дека во изминатиот едногодишен период е намалена цената на водата за пиење и таа е најниска во државата. Во моментот, активностите на општината се насочени кон изработка на детални урбанистички планови за повеќе локалитети, како и на техничка документација за кружен тек во централното градско подрачје и за реконструкција на киносалата.